рекламите, време за вестите на Ирис телевизија. 15 средношколци од Карбинци немаат бесплатен превоз до штипските средни училишта. Причините за овие деца и нивните родители да се снаоѓаат со превозот се големите апетити на превозниците да заработат од штипската општина. Понудите кои ги доставиле за една карта во два правци изнесува 800 денари, наспроти еднодневната карта од 93 денари за еден средношколец кој патува од Кочани и Виница до Штип. 15 средношколци од општина Карбинци кои живеат во селата од Джалија, Кучица и Парналија веќе 2 години имаат проблеми со бесплатниот превоз, кој согласно законот треба да им го обезбеди соседната општина Штип. Советникот во Советот на општина Карбинци, Изет Ибрахими, вели дека некои родители ги носат своите деца, а оние кои немаат финансиски можности не ги пуштаат на училиште. 2 години веќе нема превоз, а по законски нашите деца мора да одат за школа, пошто им даваат казна на татковците. А ни има превоз, ни има интернет за нив, значи затоа нас деца не... Сега дома ли се деца? Деца се дома. Некои одат, ама повеќе се дома. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев и лани и оваа година на 1 септември, на почетокот на новата учебна година, истакна дека транспортните фирми кои конкурирале за превоз на децата од плачковичките села во Карбинци доставиле енормно високи понуди. Еден билет со комбе за превоз на овие деца чини споредено како една авионска карта. Не може ние да прифатиме цена, да речеме, од 800 денара дневна карта за превоз на деца, да речеме, до 35 километри. Ако имаме во предвид дека до Кочани и до Виница нашата карта повратна е 93 денари. Затоа реков, ако имаме успешна јавна набавка, ние ќе го обезбедиме превозот. Захариев тогаш беше категоричен дека како општина не смеа да го кршат законот со оглед на високата цена за превозот на средношколците од плачковичките села на Карбинци. Превозниците во овој случај имаат големи апетити и сакаат да печелат на грбот на даночните обврзници на општина Штип. Надлежните од општина Штип велат дека ќе се обидат да преговараат со транспортните фирми за да ја намалат цената. Доколку немаат слух, во тој случај општината повторно ќе распише тендер. Аптеката во Штипската болница повторно остана без инсулин. Од болницата тврдат дека од денес проблемот е веќе решен и сите пациенти можат да си ги подигнат без проблем. Повторно се појави недостаток на инсулин во Штипската клиничка болница. Пациенти во редакцијата на телевизија Ирис се пожалија дека од понеделникот биле без инсулин. Недостигал новиот вид, односно хумулин инсулинот. Пациентите тврдат дека првите денови од неделата дел од нив ги користеле за лихите кои ги имале по дома. Експресен одговор пристигна и од болницата. Потврдија дека имало недостаток, но само на еден ден. Денес проблемот е веќе надминат. Моментално ги имаме сите видови на инсулин во Центарот за дијабет. Еден ден имаше мал недостаток на инсулинот хумулин, значи набавен е и тој. Сите пациенти кои користат хумулин, значи можат да дојдат да си го подигнат од Центарот за дијабет. Како причина за недостатокот од инсулин од болницата го посочуваат зголемувањето на бројот на пациенти кои се на хумулински инсулин. Месечно се набавува инсулинот, сега се зголемени количините и би требало и хумулин да има постојано во доволни количини. Недостатокот од инсулин тип хумулин, кој го даваат како замена за базел, е проблем со кој подолго време се соочуваат дијабетичарите во Штип. Во летниот период, подолго време немаше инсулин, па пациентите беа приморани да се снајдуваат како знаат и умеат. Фалсификуван мед се продава во Штип. Пчеларите ги повикаа надлежните да излезат на терен. Во Штип се одбележување на Европската недела на мобилност, а по повод на 22 септември, меѓународниот ден без автомобили, денес се организираше велосипедски маратон на кој учество земаа младите. И децата од детските градинки се вклучени во манифестацијата со најразлични активности во и околу градинките.
Општина Штип се вклучи во одбележувањето на Европската недела на мобилност. По тој повод денес на Меѓународниот ден без автомобили се организираше велосипедски маратон на кој учество земаа учениците. По повод 22 септември, Светскиот ден без автомобили, Општина Штип во соработка со Министерството за животна средина го одбележува овој ден. Значи, како и минатата година и оваа година, учесници се ученици од основните училишта, значи учениците се со велосипед, да го одбележиме овој ден, да им дадеме на повозрастните една порака дека овој ден можат да ги остават автомобилите и да ја заштитиме нашата животна средина, значи еден ден без издувни гасови. Велосипедскиот маратон по повод денот без автомобили започна од патеката покрај река Брегалница, се возеше кон Новосело, се поминуваше покрај црквата Свети Спас, општинската зграда, пред училиштето Ванчо Прке, низ камениот мост и заврши на плоштадот Слобода. Учесниците на велосипедскиот маратон со порака до возрастните. Беше многу интересно да се вози покрај стазата. Порака до возрастните? И тие да ги земат велосипедите и да возат со нас. На возрастните порачуваме овој ден да ги остават автомобилите и да ги земат велосипедите. Барем еден ден да ги остават автомобилите, да одат пешки или со велосипеди. Да не возат коли, да одат сегде со велосипеди. Беше интересно да се вози. Тешко ли беше оваа стаза? Не беше тешко. Општина Штип сериозно ќе инвестира во изградба на патеки каде што може да се без пречки вози велосипед. Значи, нашите улици се закречени од автомобили, што значи дека таа порака е многу силна, многу потребна, но треба и практично да се применува. Денеска со овие деца кои се на велосипеди, ние од постарите генерации не гледаме дека денеска некој присутен. Ако не беа учениците, немаше кој денеска да го одбележи овој ден. Некои земји негуваат култура на велосипедизам. Да речеме во Холандија, превозно средство број 1 е велосипедот. Нормално таму има предуслови. Се работи за земја која е рамна, каде нема планини. Но ние мора да направиме амбиент да се случи тоа кај нас, бидејќи велосипедизмот е здрав спорт, рекреативен спорт. Затоа Општина Штип одлучи да прави повеќе велосипедски патеки. Значи, денове почнува изградбата на патеката до Старка Рорман. Во должина некаде од 7 километри ќе биде направен. Потоа направивме пат и локална патна инфраструктура во Овчеполијето, каде е рамно, да речеме од Балван до Трогирци, па од Трогирци, Општина Штип до Судик, од Судик до Врсаково, па до Три Чешми. Некаде околу 20 километри одлични стази за велосипедизам. Моментално со поддршка на Министерството за транспорт и врски правиме проект за нова велосипедска патека која ќе тргне од Железничка, од кружниот тег, позади Горна Железничка и ќе завршува кај селото Сушево. Во одбележувањето на денот без автомобили, ден за велосипеди, се вклучија и децата од детските градинки. Во овој настан ќе бидат вклучени и детските градинки, значи детската градинка Астибо и Вера Церевири Трена во склопот на нивните градинки и клоновите. Мотото на денот за велосипеди е стоп на издувните гасови, а возењето велосипеди може да помогне во намалувањето на истите. Фалсификат мед се продава по многу пониска цена во Штипско. Од Сдруженијето на пчелари порачаа потрошувачите да купуваат мед само од познати производители. Увозот на 40 тони на мед во Штипскиот реон, за кој никој не знае од каде, ниту со каков квалитет е, а се продава многу поевтино, ги алармираше штипските производители на мед на итен состанок, од каде произлезе заклучокот, надлежните да го испитаат случајот и да ја преземат работата во своји раце. Има нешто слушнато дека увезеле некој мед и многу поевтини цени се продава, а не знаеме каков мед е и шо е, треба да се испита. Има инспектори, има се. Во меѓувреме од Штипското здружение на пчелари, Пчелар 2014 порачаа потрошувачите да купуваат мед од познати производители и со заштитена цена од 350 денари. Сите потрошувачи на мед што се да земат мед од познати пчелари, стварно од пчелари од попознати што и се пријатели, од секого да не земат мед. И гледам некој мед се продава 190 денара, а што има у него самите ние не знаеме. За маката на штипските пчелари е информирана и Федерацијата на пчелари на Македонија.
Поради намалените приноси во кошниците, пчеларските здруженија побараа повисоки субвенции од државата за излез од кризата, кој им ја наметнаа климатските промени и помош за брендирање на македонскиот мед. Започнува сезоната за берба на дивите печурки. Во зависност од класата, нивната цена се движи од 100 до 150 денари по килограм. За неколку дена ќе стартува бербата на печурки. Печуркарите се надеваат на дождови, бидејќи само тогаш може да очекуваат богат род. Ферит Бекиров од штипското село Селце, долги години дополнителен приход во есенските месеци му се печурките. Вели дека добро може да препознае дали печурката е отровна или не. Тај прво бел како сирење. И пука изгоре кората малку, вака пука кога грее сунцето, оно расна и пука изгоре. Скинеш го и како сирења, бело. А таа втора класа шо е? Отровната. И тој не е тај. Тај отровната шо е? Тај е зелена, здоле зелен, вака модро стое. Кршиш малку и оно одмо модре. Тај не го земаш. Тај отровна е. Во зависност од класата така се движи и цената на печурките. 1 килограм печурки може да се купат од 100 до 150 денари. Цената на свежите е пониска за разлика од сушените печурки. За богат род, покрај дождот, потребно е и свежо време. На одлични температури, печурките можат да достигнат и над килограм. Кило и пол тука. Те такви големи раснат. Ама ако е ладовина, ако е топло, оно за 3-4 дена и оно скапува се после. До средината на ноември се очекува да заврши есенската берба на диви печурки. Штипското комунално предпријатие ИСАР инвестираше 1,5 милион денари за подобро снабдување на електричната енергија на бунарите од кои со пумпи се црпи водата за пиење за градот Штип. За подобрување на електричната енергија до Штипската филтер станица и за подобро водоснабдување, јавното предпријатие ИСАР обнови 100 метри квалитетен енергетски кабел. Јавното предпријатие ИСАР веќе подолго време имаше проблеми со електричната енергија, односно при секое невреме имавме преки на електричната енергија, а со самото тоа трпеа и одредени пумпите има проблеми, значи после тоа беше тешко да се нормализира состојбата. Ние како јавно предпријатие инсталиравме 1 километар, односно 1000 метри кабел од препумна станица овде до филтер станицата, се со цел да бидат поврзани со електрична енергија, за да може благовремено да се приклучува, да биде снабдена филтер станицата со електрична енергија, кога ќе ги има тие прекини, да се подобри електричната енергија. Ова е важен проект за јавното предпријатие ИСАР, бидејќи ова ќе помогне и за подобро поставување на фотоволтажните панели. Ова е доста важен проект за поставување на панелите, бидејќи панелите ќе се постават токму овде, електричните фотоволтаични панели ќе се постават токму овде, па со самото тоа ќе може и со производството на струја, електрична енергија, самата струја да се транспортира до филтер станицата овде од препумна станица или од стари бунари. За подобрување на квалитетот во водоснабдувањето, јавното предпријатие ИСАР ќе инвестира 1,5 милион денари. Инвестицијата вредна 1,5 милиони денари. Очекуваме оваа инвестиција да ни се врати на јавното предпријатие за кратко време, бидејќи до сега се напојуваше, односно заштита ќе биде преку сметките за електрична енергија со користење на еден наместо на 2 максиграфа. Заштита и придобивките ќе бидат повеќе страни, бидејќи и при најмало невреме до сега се имаше прекини на електрична енергија и често пати доваѓаше до намалување на нивото на вода во филтер станицата. Со ова најголема придобивка ќе имаат жителите на град Штип, бидејќи во секое време ќе имаат навремено, квалитетно и редовно водоснабдување без разлика на временските услови. Резервното напојување ќе штеди и електрична енергија за јавното предпријатие ИСАР, но секако ќе го подобри водоснабдувањето за граѓаните на Штип и околината.
Национални тренери ќе ги обучуваат градоначалниците и комуналните предпријатија од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска, како да реализираат големи инфраструктурни проекти од областа на водоснабдувањето. Прилогот е на колегата Трајан Ристовски. Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска се 4 земји од регионот на Западен Балкан каде се имплементира проектот локални лидери во Југоисточна Европа. Локалните самоуправи и јавните комунални предпријатија се соочуваат со низа предизвици кога се во прашање подготовката и имплементацијата на големи инфраструктурни проекти од секторот водоснабдување и отпадни води. Затоа им се потребни тренери или обучувачи кои своите стекнати знаења ќе ги пренесат на национално ниво на своите колеги кои работат на оваа проблематика, но и ќе ги зајакнат капацитетите на топ менаџментот во овие институции. Голем инфраструктурен проект не може да се имплементира само од страна со добри обучени кадри во општината, туку се потребни добри обучени кадри и во јавните комунални предпријатија. Мора да постои добро разбирање и од обете страни, мора да постои јасна соработка, длабока, вистинска соработка и вистинско разбирање на работите, како би се проектот имплементирал онака како што е планиран. Во изминатиот период во секоја земја се одржаа по 2 обуки на кои присуствуваа по 20 на градоначалници и раководители на јавните комунални предпријатија. Некои од нив веќе имаат одредени искуства во реализација на вакви инфраструктурни проекти, меѓутоа заедничка оценка е дека уште многу треба да се работи на стандардизација на пристапот и методите. Да е тим људима пружена обука о томе како припремају проекте, оно што е битно, кроз то су провучени сви стандарди о којима они морају да воде рачуна у складу са европским прописима. На тема правните рамки во водниот сектор во Хрватска се одржаа обуки во Загреб и Сплит. Посебен интерес пројавиле и раководните лица од Министерството за земјоделие, кои всушност ги распишува тендерите за додолување на средствата од ЕУ фондовите. Обуките не се само предавања, туку возможуваат широка интеракција и комуникација на релевантните структури. Управо у том едном меѓусобном дијалогу представници единица локалне самоуправе и јавни твртки добили su odgovore na mnoga svoja pitanja. To je posebno bilo zamjetno u debatama koje smo imali nakon svakog modula, jer su oni pokazali visoku zainteresiranost, bezbrojna su bila pitanja, mnoge su još tu dvojbe koje oni imaju i na ovaj način posredstvom ovoga programa mi smo doveli tu njihovu međusobnu komunikaciju na neku sasvim drugu, višu razinu. Националните тренери заедно со асоциациите на општините од 4 земји се состанаа на дводневен работен состанок во Белград со цел анализирање на досегашните резултати, што ќе продуцира поквалитетни тренизи во претстојниот циклус на обуки. Трајан Ристовски, Ирис телевизија, Белград. 49-годишен Штипјанец заработи кривична пријава од полицијата за затајување на данок како управител на фирма. Според надлежните го оштетил државниот буџет за речиси 5.000 евра. Штипјанец заработи кривична пријава од полицијата за затајување на данок. Според надлежните пријавениот 49 годишен управител на фирма Автошкола во Кочани лани го оштетил буџетот на државата за околу 5.000 евра. Давал лажни податоци за приходите на даночниот обврзник Автошколата Делта Среќа Доел од Кочани, со што по основ на неприкажани и неплатени даноци во износ од 338.220 денари, кои надминува 5 просечни плати за фискалната 2015 година, го оштетиле буџетот на Република Македонија. Лани кривична пријава од полицијата за даночно затојување заработи 40 годишна кочанчанка, како управителка на фирма ги избегнала даночните обврски, оштетувајќи го државниот буџет за 190.000 денари. Караванот на слободата со мултимедијален настан во кој учествуваат музичари, поети, ликовни уметници, новинари, граѓански активисти од денеска е во Источна Македонија. Караванот на слободата кој го организира граѓанското здружение Цивил вечерва е во Кочани, а утре во Штип. Новинарот и граѓанскиот активист Петар Сарачини вели дека поети, ликовни уметници, музичари, граѓански активисти и новинари во рамките на овој караван ја промовираат слободата во секој смисол. Во Штип караванот на слободата утре попладне почнува со диџеј сетови, а во 18 часот и 30 минути во малата сала во општина Штип ќе имаат дебата на тема Македонија со или без слобода. На неа ќе дебатираат Војо Маневски, директор на ТВ Ирис и новинар, Мирјана Најчевска,
која што е граѓански активист, и Тони Зен, еден од уметниците кои што ќе настапат вечерта на концертот. Освен настапот на Тони Зен, публиката во Штип и во регионот ќе има можност да ги види и Бла Бла Бла, еден истакнат андерграунд состав од Македонија, од Скопје, кој што твори веќе 30 години, а заедно со Тони Зен и со Бла 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 ќе настапат и на македонската публика познатите String Forces. Додека се одвива концертот, до сцената ќе има и отворена ликовна работилница, предводена од академскиот сликар Мирослав Стојановиќ Шуки. Целта на караванот е да ги охрабриме граѓаните што поактивно да учествуваат во општествениот живот, во донесувањето одлуки на локално и на национално ниво. Со овој караван им даваме на некој начин признание на овие уметници. Ние немаме како други фестивали и концерти уметници кои што доаѓаат од странство, се потпревме исклучиво на нашите сили. Сарачини вели дека тоа се уметници кои што без разлика на било која политичка партија да е на власт говорат за слободата и правата на граѓаните и не се спремни да се откажат од своето уметничко јас. Според него во земјава секој граѓанин може да биде слободен и да учествува во општествениот живот. Овде ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе на iris.mk. Довидување. Купувај и добивај со KitGo и Tera Marketing. Учествувај и ти во големата наградна игра. Со собрани 5 купони